нити женски, нити машки, нити ромски, нити неромски, можеме прашањата да ги решаваме ако сами за себе работиме. Џабир, значи поздрав од мене, единствен е он кога ќе излези и ќе рече граѓанките и граѓаните, учесничките и учесниците. И денешнава среда, што може би ние некој требаше да ја направиме, ја направи тој. Затоа секоја чест и тоа е напредок. Втората работа, ние никој овдека, јас, ете, по среќа, најрано роден од сите вас сум, и заради тоа сум од 91 година со самото осамостојување вклучена исклучително само во овој сектор, можам слободно да кажам, напредоци има. Од 4 жени во парламентот 40. Ама што направиле? Па што направија мажите? Значи, ние не смееме да не одиме у напредоци и у исчекори, него говориме за моментална состојба, од и таа моментна состојба може да не води кон напредок. Ако пред 10 години Македонија по прашањата на жените беше лидер во регионот, сега сме на светската листа за 50 места подолу за родовите прашања на државата. Што ни говори нас тоа? За генерална политика, не на жените и жените. Не ја водат жените политиката. С големен број на жени има 40, ама 80-те што се? Во владата од 25 министри, колку жени министерки има? Од колку проценти дипломати жени имаме? Колку жени имаме во изборните листи, не изборни листи, него на изборни места? Колку имаме во извршни совети? Колку имаме во бизнисот? Парата кај што се врти. Тоа, значи, дајте да говориме. Кој е одговорен за политиките? Жените? Што го гласаа законот за абортус? Не. Сите парламентарци. Според тоа, ние сите, додека овој систем на гласање, кај што заокружуваме знак, а не поединец, не можем да барам од поединецот одговор. Но, едно не смеме да заборавиме. Промените, не политичките партии, само граѓанскиот сектор ја покрена иницијативата. Значи, и не смееме да се фалиме сега ние, од граѓанскиот сектор направи. Па тоа ни се задачи, тоа ни е програма, тоа ни се активности. Значи, јас сум си ја исполнила задачата и програмата што сум си ја поставила, што сме го сето тоа направиле. А колку сме успеали? Не сме родово сензитивни. Ние мораме искрени да бидеме. И во граѓанскиот сектор не сме сите сензитивно родово. Кога ќе го направиме тоа, кога ќе внесеме секој по еден прст внатре, за да можеме да го направиме, ќе не има. Затоа уште еднаш ќе го истакнам џаб. Значи, наместо да одиме, ние пред некоја ден имаше Марија конференција. Говорихме за граѓанскиот активизам на локално ниво. Каде е? Нема ентузијазам, нема активистки. Тоа значи и ова што е денес можеме да очекуваме да отиде кон полошо. Да се освестиме малце и да ги земеме добрите примери и добрите пракси за напредок, а оно што не чини да се потурнеме. Сите овие жени не сакаа бе у политика. Кој некој го спомена, се страмеа, се плашеа додат у политички партии. Едноставно ги побутнавме, бидејќи им кажавме не е страмно, не е страшно. Сака. Кој беа? Имам ја на слика. 94-та. Само Каролина Аристова и Радмила Шекелинска беа во тоа време во младинските форуми на политичките партии. Аби мене не ми кажувајте. Ама работата е, ние треба да ја согледаме реалноста и да се активираме што повеќе овие процеси додат напред. И истражувања, ама и работа на терен. Без едното и другото ништо. Анализа како анализа, тоа да го имаме. Ете тоа.